вклучки од тука ни цела Македонија. Македонија треба да биде благодарна затоа што Струмица го даде борецот за Македонија, Зоран Заев. Затоа што Зоран Заев, Социјалдемократскиот сојуз и овие слободолюбиви граѓани кои што протестираат низ Република Македонија, низ сите градови на Република Македонија, не се борат само за струмичани, се борат за сите граѓани на Република Македонија и се борат за Република Македонија затоа што немаме друга држава. Се бориме за сите, се бориме за нашите почитувани во плави униформи, се бориме за нашите почитувани во бели униформи, се бориме за сите во униформи, се бориме за сите граѓани на Република Македонија, за секој човек, за секој поединец, за оние кои што се исплашени, угнетени и заплашени, но и оние кои што собраа храброст, не само вечерва, туку и сите 53 дена наназад, не само 2016 година, туку и минатата година да протестираат и да донесат слобода за Република Македонија и за незините граѓани. Нема правда, нема мир. Но ние ќе го донесеме и еднаквоста, и правдата, и слободата во Република Македонија, затоа што за нив вреди да се бори. За нив вредело да се бори низ историјата на Република Македонија, меѓутоа вреди да се бори и денес, затоа што Република Македонија подолго време е заробена држава, заробена од власт избрана од македонскиот народ. И тоа не смееме да го дозволиме да остане така. Се бориме да ги вратиме киднапираните институции, оние институции кои што 10 години замижуваа пред неправдите и злоделата што ги правеше оваа власт над сопствениот народ. Ние се бориме да ги вратиме таму кај што им е најпотребно, меѓу граѓаните и за граѓаните. Институциите мора да постојат и да функционираат и да бидат во служба на граѓаните и на нивните права и потреби, а не во служба на мафијата, аболицирана, која што сака да ги киднапира и да ги издржи во заложништво и иднината на Република Македонија и низините граѓани, меѓутоа и институциите. Да не ги ослободи од спрегите кои што ги има воспоставено за да не одговара. Меѓутоа, нема власт која што сторила криминал и нема да одговара. Одговорност ќе има и мора да има. Шутка е мал збор, почитувани соборци. Шутка е мал збор за одговорноста на оваа криминална банда што ја зароби Република Македонија. Ќе одговараат и пред суд, и пред историјата на Македонија. Ќе бидат казнети за неуспешниот обид во Република Македонија да го заживеат неофашизмот. Тоа нема да им го дозволиме. Тоа нема да го дозволат слободолюбивите граѓани на Република Македонија и сите паднати за слободата на Република Македонија. Тоа и го должиме на Македонија, меѓутоа највеќе го должиме на граѓаните и на младата генерација на нашите деца. Затоа ги повикуваме сите граѓани на Република Македонија независно на нивната етничка, верска, партиска и социјална припадност. Ова веќе не е политичка и партиска борба за гола власт или гола превласт. Ова шаренило што го гледаме низ Македонија, обединувањето на граѓаните низ Република Македонија, зборува за фактот дека луѓето сакаат да си ги вратат вредностите, сакаат да си ја вратат еднаквоста, слободата, правдата, сакаат
сакаат да си го вратат системот, сакаат да си ги вратат своите деца. Ние од тука порачуваме. Ние се бориме за децата и за иднината на децата и на оние кои што се исплашија и не излегуваат на овие протести. Ние се бориме и за вашите деца. Ние се бориме за сите оние кои што сакаме да останат и да ја градат Република Македонија на темелите на придобивките од антифашистичкото востание во Република Македонија, каде што Република Македонија даде жртви и ние мораме да останеме доследни на тој идеал, дека нема непокор, туку единствено борба за слобода. Фашистите низ историјата владееа со една реченица, а тоа беше: да живееш значи да се покориш. Тоа во Македонија не поминува. Тоа меѓу овој слободолюбив народ на Македонија не поминува. Ние се бориме за паролата: да живееш значи да се бориш. Сите за слобода, а слободниот за совршенство. Зборуваат за почитување на закони, зборуваат за почитување на устав. Што беше тоа? Тоа го заборавија многу одамна, затоа што и законот и уставот ги погасија и ги ставија во функција на нивните криминали. За каков уставен суд денеска можеме да зборуваме? Оној уставен суд што два пати одлучува за иста одлука дека е уставна, а трет пат одлучува дека не е уставна. Такви институции во Република Македонија не ни треба. Такви институции во Република Македонија се соучесници во ова злодело против граѓаните на Република Македонија и против Република Македонија. Затоа што побргу граѓаните се определат не политички, не партиски, се определат за тоа во каква Македонија сакаат да живеат, само тогаш Република Македонија ќе може да живее во слобода и да гради стабилна иднина за младите генерации. Затоа велиме, ова не е веќе партиска и политичка битка за власт. Ова е избор на граѓаните на Република Македонија помеѓу две Македонии. Она нормална Македонија во кој што сите ќе бидат еднакви пред закон, сите ќе бидат еднакви и пред правата и пред одговорностите, и она Македонија кој што они сакаат да ни ја сервираат и да ја гледаме секој ден, со институции и луѓе во служба на мафија. Таква Македонија нема да им дозволиме да направат. Каде е излезот? Укинувањето на аболицијата е клучната точка која што ги обединува сите слободолюбиви и правдолюбиви граѓани во Македонија. Тука веќе не станува збор за тоа дали една политичка партија ја поддржува аболицијата или не ја поддржува аболицијата. Овдека веќе зборуваме дали во Република Македонија е можна правда и слобода ако имаме аболицирани политичари кои што сакаат да ја креираат иднината на нашите деца. Тоа нема да им го дозволиме и нема да помине. Како што си ја донесоа, така и ќе си ја поништат аболицијата. Ќе создадеме услови во Република Македонија да има прочистен избирачки список и на вистина да се цени изборната волја на граѓаните, на која што оваа криминална банда ќе биде испратена во историјата и ќе одговара. Но најважно од се е да зборуваме гласно, јасно и без страх меѓу сите граѓани со граѓани, и оние што седат во кафулињата, и оние кои што се одлучија да не слушаат од тераси, и оние кои што не излегоа, и оние кои што излегоа, и оние кои што ќе не слушаат и во иднина. Дека нема правда, нема мир. Дека мирот ќе дојде со правдата, правдата ќе дојде со еднаквоста, а демократијата ќе дојде во првиот момент кога ќе ги испратиме во историјата оние кои што денеска ја узурпираа слободата на граѓаните.
луѓе дека се е нормално. Не смееме да продолжиме да глумиме нормалност. Ова не е нормална ситуација. Во историјата на земјите во светот нема ваква ситуација во која што нема институции, во која што мафијата има своја држава и своји институции и ги крои судбините на сите оние кои што ќе го кренат гласот против нив. Затоа мораме да се бориме да го воспоставиме системот на еднаквост, правда и слобода, без страх дека тој што сторил криминал нема да одговара и без страх дека тој што не сторил ништо може да биде наместен и да одговара. Тоа не смееме да го дозволиме. Се ближи 5 јуни, оној бетониран датум на кој што Груевски ја најавуваше фамозната победа на изборите, претпоставувам со истите фантомски гласови кои што не сака да ги избрише од избирачкиот список. Меѓутоа, еве го, 5 јуни е во недела, но ние на 5 јуни во сите градови на Република Македонија ќе ја испратиме истата порака на мнозинство, на народ кој што ќе го испрати во историјата и на избори ќе победи и ќе ја воспостави власта која што никогаш нема да ги повтори овие злодела кои што ги направија изминативе 10 години. Зборуваа за слики. Ги видовме оние фамозни големи во мегаломански слики кои што ќе виселе во партиското седиште на партијата на власт. Меѓутоа, јас имам едно прашање. Имам една констатација и едно прашање. Можат да ве насликат многу поубави, многу помлади. Може да ве направат во поголема или во помала дименсија. Но сигурно нема да ве направат почесни, затоа што тоа не се гледа на сликите, затоа што на сликите се гледа вашата злоба и вашиот криминал. И прашањето, дали ќе ги насликате спонзорите на оние 8 милиони што ќе ги платат вашите драгоцени слики? Ке речете, кои се тие спонзори? Не фирмите. Граѓаните на Република Македонија нема да ги собере на една слика, затоа што тие пари се пари на граѓаните на Република Македонија. Но многу брзо, од центарот на Македонија, ќе им ја испратиме сликата на оној народ кој што нема да дозволи да продолжи да биде краден, да биде лажен и да биде манипулиран. Тој народ нема да може да го собере на една слика, за да можете да ги насликате оние од чии што джебови крадевте за да вие се величите. Ве охрабрувам, ве повикувам сите граѓани на Република Македонија. Не мора да излезете, меѓутоа погледнете се во огледалото, погледнете ги своите деца, кренете телефон на тие кои што се иселија од Република Македонија и ветете си едно, не мора јавно, но на денот на избори ова мора да се казни. Затоа што ние 2 животи немаме, нашите деца немаат втора младост, старите немаат втора старост, а имаме една и единствена Република Македонија. Се е минливо, само Република Македонија е вечна. Да живее Република Македонија, да живеат граѓаните на Република Македонија.